Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за заспи ако можеш со Драган Милосавлjević и Горан Момировски. Вечерва имаме тешка, сложена задача, меѓутоа би рекол и многу интересна, да се обидеме да ги изанализираме случувањата во светот, она што се нарекува геополитика, сето тоа базирано на конфликтот во Украина, околу кој што се кршат копијата меѓу источниот и западниот свет. За таа цел вечерва во нашето студио е професорот Методи Хаџијанев. Добро вечер. Добро вечер. Професоре, вие важите за еден од елитните, ако смеам така да кажам, познавачи на геополитиката. Верувам дека ќе имаме интересен разговор. Веднаш да започнеме од она што е наактуелно. Во текот на вчерашниот ден се случија два говори. Едниот на рускиот претседател Владимир Путин, другиот на американскиот претседател Џозеф Бајден, едниот во Москва, другиот во Полска, во Варшава, мислам. Две пораки кои што се сосема спротивни во секоја смисла на зборот. Она што најмногу ги загрижи веројатно аналитичарите е пораката на Путин дека го стопира учеството на Русија во така наречениот договор Старт 3, тоа е оној за намалување и контрола на производството на високотехнолошки ракети, нешто што беше веројатно неочекувано. Големите анализи велеа дека најверојатно тој ќе се обиде нешто да радикализира во смисол на прогласување војна отворена со Украина или можеби некој друг вид на дополнителна конфронтација. Тој спомина во еден сосема друг правец. Во исто време говорот на Џозеф Бајден во Полска беше еден вид одговор на тоа што го зборуваше Путин. Основната порака беше дека демократскиот свет нема намера да ја уништи Русија. Едно од главните поенти на Путин беше токму тоа, дека Русија ќе биде жртва на уништување од западниот свет доколку тоа го дозволи, дека нема всушност западниот свет проблем со рускиот народ, меѓутоа има проблем со авторитативниот режим кој што се обидува на сила да ги спроведе своите цели интереси. И сега во тој судир меѓу овие два света, кај можеме да се најдеме? Па добро, ние веќе имаме земена страна дефинитивно како држава и она што овие два, да кажеме, овие две пораки кои што беа пратени, кои што вие мислам дека во сршта ја погодивте работа, се всушност врвот на овој конфликт на кој што се наоѓаме во трката на поновата архитектура. Тие се ехо на ставовите на двете страни, на оние кои што имаат доминацијата на светски план, тоа е либералните демократи, и втората се така наречените предизвикувачи ревизионистите кои што имаат поинаква слика за тоа како треба да биде уреден светот или бараат свое место во таа архитектура светска. Она што Путин ги изненади сите всушност е, според мене, укажува на фактот дека Путин сега мудро ќе игра и ќе премести топката на друг план, односно ќе сака да ја расшири цела оваа трка и цела оваа борба. Не во оперативна смисла, значи во војна, за да се смират малку страсти за низа тоа, нели дека шириме сега паника, туку во смисла на дипломатија, во смисла на економија, но и со пропагандата, односно со информациите, информатичката војна. Таа војна има за цел, односно тие напори, ќе имаат за цел две работи. Прво, да го искористат рифтот кој што постои во рамките на либералниот свет, а тој го гледаме и во однос на ставот на Украина. Вие сами рековте дека Бајден ја коригираше изјавата, ние не сакаме Русија да ја уништиме, иако имаше претходни ставови во кои што се вереше дека Русија мора, империјална Русија оваква како што е, треба да биде столчена. И тоа повеќе одговараше на, да кажеме, сојузниците од Европа, посебно на северноевропските земји, кои што границат со Русија, источноевропските и централноевропските земји и балтичките земји, додека Франција и Германија има резервиран став по однос на тоа, изразито, иако и Франција и Германија внатре имаат разлика во однос на тоа кој е ендгеймот со Путин, но генерално беа настрана од сето ова дека треба Русија да се пристапи со тој нихилистички став, односно да се скроз разруши оваа империјална Русија и да се види што после тоа ќе се прави со неа. И сега сето тоа е всушност битно затоа што ова всушност е одраз или ехо на контурата на тие два, да кажеме, спроставени гиганти, на една страна либералниот свет, на друга страна ревизионистите предводени од Кина
и Русија, кои што не се сами, значи овде сега се приклучува Иран на регионално ниво, таму во Персискиот залив, имате во Јужна Америка држави кои што почнуваат да пројавуваат интерес да видат ваде и она што се случува во Африка. И заради тоа намерно кажав дека оваа игранка сега е малце низ повеќе инструменти на моќ, тоа е дипломатијата, каде што Русија, ако се сеќавате, Барел посочи дека Европа е загрижена за тоа што Русија го прави во Африка. Меѓутоа поранешните француски колонии. Поранешните француски колонии. И пошироко на главата. Така, но конкретно се однесуваше на Буркина Фасо и Мали, нели веќе изгубија. Така, да, конкретно за Либија, односите Централна Афричката република, Мали и така натаму. Сето тоа всушност представува проблем затоа што на тој начин, заобиколувајќи го ридот, за да биде појасно на гледачите, Путин се обидува всушност да ги пресече идните евентуални ресурси, црпење на ресурси на тој неоколониализам, кој што го нарекуваат Русија, како што го интерпретираат, и да понуди една алтернатива во таа, да кажеме, дипломатска машинерија за земењето на страни во таа нова архитектура. Во исто време, либералниот свет се обидува, значи, со сите сили да ја поддржи Украина и украинскиот народ, но и да одземе одредени проекти кои што во Јужна Америка, например, неколку држави веќе се повлекоа од патот на свилата и од договорите кои што Кина ги нудеше како алтернативи. И сега тука ќе ги гледаме тие прегрупирања, односно напори со кои што всушност ќе се обидуваат едните и другите да ги омекшаат или пак да ги пресечат критичните побарувања кои што во иднина би биле и текако значаен фактор за следните чекори кои што ќе се преземаат, а тоа е околу позиционирањето. Дали тоа ќе треба морално да го оправдате некои потези или пак ќе треба да барате сојузи што за ресурси, што и за операционализирање на овие рифтови, овие судири, во смисла со преку употреба на сила. Ова е многу важно затоа што ние сепак размислуваме евроцентристички, ако така можам да кажам. Размислуваме од аспект каде што сме и географски. Бидејќи сите информации, грот од информациите со кои што располагаме доаѓаат во таа рамка, значи. И многу малку се зборува за тоа што се случува долу, меѓутоа овие индикатори, да кажеме, изјавите на челниците на Европската унија за загриженоста долу, понатаму засилените санкции кои што сега ги ставаат према Иран, ставот кон Кина променет и така натаму, истиснување на Кина од влијание, една масовна кампања на истиснување, посебно еве земете во регионот, масовна кампања во кој Кина и Русија се ставија во еден кластер на ширачи на дезинформации или агресори кои што се појавуваат и така натаму, авторитарни режими кои што сакаат да и наштетат на демократијата. Сето тоа всушност зборува за овие, да кажеме, напори и овие рамки кои што се преземаат со цел да се заземат што подобри позиции во таа геостратешка релевантност која што подоцна треба да биде испорачана. Која што ќе трае години напред. Дефинитивно имаме едно редефинирање на светот, кој што веројатно понатаму никогаш нема да биде ист. Можеме ли, професор или генерале, или имате чин во армијата, за мене подеднакво важен, да почнеме од теренот. Пред неколку дена разговарав со луѓе кои што исто така ја следат оваа материја, некако вас не ја познават, не ја следат, велат дека редефинирањето на светот во моментов на терен се случува во Бахмут. Бахмут е едно место на истокот на Украина, да речам. Во Донбас, околу 70.000 жители имал пред почетокот на конфликтот. Да. Еве, чисто да знаеме каква е големината на тоа место, како... Да, стратешки е важен заради тоа што таму се стационирани најсилните украински позиции. Сега веќе не знам колку од тие силни војски украински се уште се таму, и тоа факт е дека Русија преку Вагнер групата предценени тие се практично приватна војска. Приватна армија тоа, да. Да, приватна војска која што функционира во рамките на руската агресија во Украина. Да не судиме ние на терен, не знаеме како, тоа што го следиме од медиумите, социјалните мрежи пред се. Русија тамо има сериозен напредок. Постои опасност да се уништи таа линија одбранбена на Украина и потоа Русија практично да ги оствари своите цели кои што таа ги декларира во воената специјална операција, како што се нарекуваше на почетокот. Што потоа? Што доколку падне таа
Бахмут линија, Мажино линија, како сакате наречете ја, што понатаму, на тоа што Украина е местото каде што во моментов се судираат овие два спротивставени света. Што ќе се случи доколку падне Бахмут? Вака делува, да речам, аматерски да се праша, меѓутоа факт е дека тоа мало градче во Украина може да предизвика турбуленции генерално на светот. Па генерално кога зборувате за стратегија, збориме за стратегија, значи во која што имате целата слика за еден цел театар на активности кои што се случуваат. Бахмут ви представува одлучувачка точка, после која ќе треба одредена центар на гравитација да биде затворен и после тој центар на гравитација да се остварат одредени цели во таа трка за во овој геостратешки надпревар. Зошто е битен Бахмут за Русија и зошто е битен за украинците? Бахмут представува една од последните линии на одбрана во однос на источниот фронт на Украина, бидејќи теренот после Бахмут е речиси рамница, во која што ќе дозволува брзи напредувања и многу тешко да може да се запре било каков налет. Второ, Бахмут е битен за Русија, затоа што целокупната инфраструктура одговара на начинот на кој што русите војуваат. Ако се сеќавате на почетокот, русите успеа да се истурат длабоко, да направат така наречени маршевски колонии и маршевски пенетрации или ешелонско војување. Меѓутоа, за да можете да го остварите тоа војување, односно да можете да војувате подолг временски период, вам ви треба непрекинат ланец на логистика. Секаде онаму каде што имате железница, тоа значи дека Русија до таму ќе има доминација, бидејќи многу брзо ќе може да носи сили. Од друга страна, во Бахмут веќе се случува едно страшно исцрпување, не само на ресурси, туку и на човечки фактор. Ајде и човечкиот фактор ако ги ставиме како ресурси, нели, како многу битен елемент. Вие сега Таму се зборува за огромни жртви на двете страни. Така е. Меѓутоа, знаете што, ако ќе ги споредите огромните жртви на двете страни, ќе ви давам една споредба со статистиката, за да ме разберете што значи тоа. Во Југославија, например, кога била една од пропагандите која се водела, со цел да се подигне моралот на државите, велеле дека прогресот во Југославија е 100% еднаков и има 100% од една во друга година и еднаков на прогресот на Јапонија кој што исто така бил 100%. Меѓутоа, ако Јапонија произведувала 1000 круши, Југославија произведувала 10 круши. И наредната година Југославија произведува 20 круши, Јапонија произведува 2000 круши. Сега, ова е апропо бројките што значи тоа многу за Русија, што значи тоа многу за Украина. Украина има 40 милиони, од кои имате 8 до 10 веќе бегалци, од кои тоа е регистрирано, поголемиот број на губитоци и она што останува па натаму, рачунајте дека од тие се пола мажи, колку ви се борбено способни и сето тоа сега веќе ви кажува за што зборуваме, за каков фактор зборуваме, во човечки фактор. Ако друг податок ви збори дека сега се имаат неколку проекти, например на деминери и така натаму, кои што треба, нели, да ги обслужуваат другите работи, тоа се лица кои што се, да кажеме, спаѓаат во тој свет на заштита и спасување или втори или трети ешелон, тие бараат обука масовна на такво нешто. Тоа значи дека оние луѓе кои што веќе биле таму, веќе се потрошени, тие влегле во борбени елементи и ги немате како сервис на граѓаните, пожарникари и така. Сето тоа е фактички се индикатори преку кои можете да заклучите дека имаат проблем со бројка. Вториот проблем е со оружје и со техника. Тенковската сага сама по себе појави уште една празнина или една слабост на либералниот свет во доменот на употребата на сила или користењето на овој инструмент, употребата на сила. Генерално, комодитетот на либерализмот им создаде услови да развијат така наречено, тоа го наметнува и кај нас, и ние сме во тој дел, значи ние развивме концепт на експедициско војување. Тоа војување е каде што имате претпоставка дека ќе имате еден еден глобален играч кој што ќе обезбеди стратешки ерлифт и стратешка покриеност, а другите коалициони партнери ќе испорачуваат постконфликтен менеджмент на сето тоа. И заради тоа го намалувате, го редуцирате вложувањето во одбраната, вложувањето во ресурси, ги затварате фабриките за производство на муниција бидејќи не ви треба таков начин на војување и така натаму и така натаму. За да го рестартирате сега тој процес. Излегува во Европска унија, рекоа дека ќе правиме сега многу муниција. За да го рестартирате вие сега тој процес. Тоа не се прави преку ноќ. И тука вие сега гледате каков вакуум постои помеѓу либералните лидери, у суштина колку они не се свесни за што зборуваат. Прво ветија за тенкови. Шолц се обидуваше човекот да им каже, не иде тоа така брзо.
И сега за да им се смее, дури ироничен беше на Михелската Венеция, рече, абе, кај се сега тенкови, јас ги дадов, Ме убедувавте мене, вие ме убедивте и сега вие не кај се давате. тенкови. Не е дека не сакаат, да не се разбереме за да не останеме неразбрани. Сакаат, меѓутоа проблемот е што прво имате разлика. Колку тенкови имате реално оспособени за тоа, колку сте ги одржувале стандардот на одржување на тие тенкови и колку од тие излезе дека дел од државите кои што ветија дека имаат тенкови, нели, по статистика, у суштина ги рентале, биле на лизинг од Германија, тоа е Холандија. Дел веќе ги распоределе данците колку што имале, шпанците се нефункционални или не се на ниво на одржливост кој што треба да бидат. Тие значи ќе бидат поголем терет на украинците на терен отколку да им ги испорачаат. Во превод стоеле во магазини со децени. Нема да навлегуваме, нели, заради етички причини, ти не ги знаеме до крај работи, меѓутоа тоа е изјава на германскиот министер за одбрана, не е импровизиран. Дури дојде меѓу Полска и Германија препукување на дипломатско ниво дека нивото на тенковите кои што Полска сака да им ги испорача на леопарди не се на оние кои што треба по стандардот кои што требало да бидат. Ги испеглаа работиве дали тоа е информацијска кампања или не, меѓутоа и тоа е проблем. На крајот на денот, кога ќе ги сведе, кога ќе ги ставите бројките, вие ќе дојдете дека добивате некоја си чета или од тенкови кои што ќе можете, кои што незначително. Русиве изгубија сега во Бахмут при навлегување на еден од правците 22 тенка. И око не им трепнува, значи збориме, сакам да предочам само што значат бројките. Професоре или генерале, кога вие се зборувате со воен термин на чета, првичните податоци за вкупно леопарди, челенџери и бредли возила беше дека ќе се обезбедат пред околу месец дена кога беше кампањата за давање на тенкови на Украина, дека максимум може околу 420-450 такви возила да биде, нешто што излезе дека е речиси неверојатно. Точно. Шпанските 53 тенка излегува дека не се ни 6. Значи вака, едно е вие да кажете сега, многу е битно пак да кажеме со термини за да го операционализираме тоа, бидејќи во Украина сега е битен факторот време. Значи не е битно вие да кажете кога, можете да ги испорачате 2028 година. Јасно, да ги произведат. Да. Ама што ќе се случи до тогаш? На Украина и требаат сега, во моментов, тие тенкови. И треба сега авиација, и требаат артилериски системи. Факт е дека либералниот свет до сега, после Втората светска војна, е спроведен најмасовната логистичка борбена операција за поддршка на одредени вооружени сили. Тоа е за Украина. Ако го ставите сума сумарум да направите колкав е буџетот сега на Украина со цела оваа помош, Украина ќе дојде меѓу втора или трета држава во свет по воен буџет во однос на опрема што е добила. Поголем од Русија, конкретно. Па можеби и ќе дојде поголем во Русија во конкретниот момент. Она што сега е прашање, апропо тие тенкови и овој како се вика и оклопни борбени возила. Е прво како вие ќе успеете да ги донесете до таму? Знаете ли колкав е либералниот режим, либералните држави каков режим имаат за движење на воена опрема? Треба сега да поминат царински декларации, па договори помеѓу држави и така натаму. 2016-17 година тогашниот командант на копнените војски на америчката армија генерал Хоџис најави и човекот упорно бараше да се обезбеди воен Шенген на европска територија, затоа што анализите кои ги правеа за заканата од евентуална инвазија на Русија на европска територија говореа дека маневарските сили на Америка нема да можат да стигнат баш заради овие либерални пречки кои што ги има бирократски пречки во кои што се заглавени. Следно, ако вие сте загаснале ресурс во кој што 15 до 20 години сте изгубиле човечки потенцијал кој што може да произведува муниција, не можете преку ноќ сега да стекнете работна сила и да произведете муниција. Се знае точно колку фабрики останале што произведуваат муниција, збориме по стандард да ја произведете. Избориме по кој квалитет. Следно, 90% од источните капацитети кои што се останати успеале да се пренаменат, да кажеме, на западна технологија, бидејќи вие таков тип на калибри, таков тип на оружје сега ќе треба да произведете, затоа што сега се смени. Се што беше од руско или советско производство, Украина го загуби веќе. Тенковите кои што ние ги дадовме, еден куп други ги нема. Затоа имате, тоа значи дека се тој ресурс е истрошен. И сега затоа е дал проблем со статистиката. Русија тоа може да се го дозволи тој луксус. Британија, внимавајте колку таа либерална логика предпоставката била лош. Британија, ова е изјава на британскиот министер за одбрана, може да војува со ова темпо со Русија само еден месец. Толку ресурси има. Америка го запре или ги укочи
испораката на Химра системите кои што дава резултати, то сериозен резултат, затоа што сватија дека ако одат не е за системот како систем, орудието, односно муницијата за тој систем е проблем, бидејќи кога гласал Конгресот 2015-2016 за да можете да почнете да произведувате вакви години, како се вика муниција, он изгласал дека во тој период заради заканите кои што ви гледале, а тоа што ви го реков, дека ќе војуваме кампањски и дека ќе војуваме со некој Ирак, со некој експедицијски, немате потреба од ваков тип на системи, бидејќи вие нема да војувате со конвенционалната закана, не е тук. Сега таа приказка, тие претпоставки се сменети. И сега, ако ги истрошите тоа, за да ги произведете, тие ќе ви треба сигурно 2 до 3 години за да го вратите. Ако не до 2 до 3 години да го засилите капацитет, цела година ќе ви треба да го вратите, ама за вас да се обраите, не да го испорачувате на некој друг. И сега тука се јавува проблемот и околу атомаста системите овие кои што имаат стратешки доста, кои што ги имаат американците, и околу сите други. Зборуваме за 200-250 километри максимум, Химарс иде до 150 километри. Завчера имаше информација од Украина. Зависи од системот во Химарс, да. Така е. Добро, се излегува дека Русија, подготвувајќи се веројатно за оваа кампања, ги антиципирала овие работи, бидејќи Русија наметна војување кое што одговара на логиката која што вие раскажувате. На почетокот можеби не се обиде како што велите со оние длабоки вклинувања во кримската армија, веројатно очекувајќи дека ќе колабира таа за неколку дена. Откако тоа не се случи, руската војска се повлече од оние места кои што очигледно не можеше да ги брани, понатаму зборуваме околу Киев, Суми, Чернихов, па дури се повлекува и од Харковската област во најголем дел, па дури и од преку реката Днепар во Херсонската област. Меѓутоа наметнуваат сега позиционо војување во кое што очигледно имаат предност во оружје. Да бидеме до крај коректни, постоја неколку фази на адаптирање на војувањето. Ако се сеќавате, едно време имаше доминација на дроновите, беа тие додека да се адаптираат едните сили. Значи прво русите направија некој се обидува да наметат некој нивен начин на војување, украинците возвратија, односно подпомогнати од сојузниците, возвратија во доктринарен аспект, прилагодија техника, ресурси, расцепија сили и така натаму и така натаму. Потоа следуваат джевелините. Ако се сеќавате, оклопните транспортери и го неутрализира оклопот. Па го неутрализира воздушната доминација, односно не постои налет на иако се доминантни ако ги гледате, се уште се ранливи, значи се уште русите не направиле доктрина која што ќе успее тој систем на војување да го покрие и да го заштити тој вертикален маневар. Он американците што го нарекуваат апсолутна доминација во воздухот. Така е, супериорност во воздухот, бидејќи целиот концепт на америчкото војување се базира од претпоставка дека ќе имаат доминација во воздухот. И тука се они неприкосновени заради таа трета димензија која што они покриваат заедно со морнарицата и копнената војска. Но Русија тоа не успеа во Украина, тоа е факт. Така е. Сега они наметнуваат, ова е малце можеби сега ќе звучи нели, иако нема такво нешто, е архаичен тип на војување во кој што имате на принципот на масовност. Во кој хуманата димензија, хуманиот аспект на ова е занемарлив. Либералниот концепт на војување ова не може да си го дозволи баш заради ова, затоа што се ранливи на внатрешна кампања и се ранливи на јавното мнение во дома. Не може да примаат жртви премногу меѓу војниците. Точно, не може. И многу случаи гинат украинци и други ставот сега колку и да не е хуман, изгледа додека гинат украинците, ова е добро затоа што ние сега тоа е и аргументот. Дајте да дадеме бидејќи не гинеме ние. Проблемот е да не дојдеме да гинеме ние, следното е, и тоа е страва, така се продава приказна дека следното е дека ние ќе гинеме. На тоа особено инсистираат Полска и Балтичките земји. Тие велат доколку Украина падне, така е. Русија оди понатаму, влегува во Полска, влегува во Естонија, во Литванија. Само една работа. Ако сакате да разберете една работа, ќе ви дадеме на приказна која што се шири како кулуар во тие разузнавачки води, меѓутоа е многу релевантна, а тоа ја потврди началникот на генералштабот на војската на Полска сега, минатиот викенд на посета во Вашингтон. И он кажа, проблемот во војувањето и во носењето на одлуките е што западниот свет не ја разбира руската култура на војување и не можеме да го сватите вие рускиот начин на војување. Само за да ви појаснам зошто овие земји знаат и зошто се толку гласни, зошто се толку, да кажеме, осуетени дека треба да се уништи Русија, оно империалистички дух на Русија. Кога бил планот како да се насанка Русија во Авганистан, проценките на ЦИА биле дека од 27 или 32 генерали, не ме земете за збор,
4 ќе бидат против ова, како се вика, другите ќе бидат сите да влезат во Авганистан. Проценките биле дека 5 души биле против, мислам во реалноста кога гласале во думата биле 5 души против, останатите биле сите дека ќе сгазат во Авганистан. Знаете ли кои биле против? Само генералите чии што сили биле распоредени поред Авганистан и знаеш со што ќе се соочат. Апропо тоа сега знаат овие земји, Полска, Финска, Чешка, Словачка, Норвешка и така натаму, знаат со кого имаат работа, знаат како и каде се влезени. Имаат историско искуство. Например, еве еден податок, сега паралелно на Вагнер групата има уште една група за која многу малку се збори, на која што не може да ја најдат лек сега. Меѓутоа таа е регистрирана во Финска. А е повторно е втора поред по сили кои што сега регрутира за потребите на руската војска. И одработува за нив. Што во доменот на шпионажа, што во ако се сеќавате, минатата година кога зборевме на исто овој, дека една од можните опции дека ќе бидат сега замрзнати шпиони и така натаму и така конзервирани агенти кои што ќе почнат да ги активираат со цел да ги еродираат европските системи однатре. Имаше неколку случаи, во Германија најдоа као професори, во Норвешка најдоа професори, во Шведска најдоа професори. Мислам дека во Бундестагот најдоа, да. Така, значи кои што работат и кои што давале информации за ние не знаеме точно колку се има и каде се излезен користики ова отвореност така наречени спијачи, да. Така. Добро, интересно е естонската премиерка Каја Калик, мислам дека се вика, даде една изјава НАТО мора да влезе и тоа беше сватено многу екстремно и веројатно оди во правец на ова што го зборувате, вчера ја читав, вели НАТО мора да влезе во Москва. И НАТО мора да го промени менталниот склоп на русите. Значи Русија да излезе од империјалната приказна во која што живее со векови. Тоа е ехо на целиот начин на војување на Западот од 90-те години наома, тоа е режим ченч и промена на земете во Босна, во Југославија, така? Земете во Авганистан, влезен за да се сменат талибаните, да се инсталира постконфликтно. Во Ирак, Садам Хусеин, Либија и тука застана, затоа што почна да се колку е тоа реално во Русија? Со Русија е друг вид на приказна очигледно. Мислам дека тие се претерани, што е само желба, дека такво нешто веќе ако дојде до тоа веќе ќе имаме смрак на светот, односно во тој случај се активираат. Иако мора да кажам дека мене тоа ме загрижува, на руските телеграф канали веќе известна 2-3 недели се шират информации дека се слуша така наречен виолетов шум. Тоа е инаку шум кој што го имитираат сигналите на системите за управување со оган на нуклеарното оружје во Русија, кое што се активира во случај да може да го активира системот и без човек да го активира. Тоа значи дека ако не добие команда сигналот одреден период, системот сам се активира. Што значи тоа во превод? Тоа значи во превод ако не фатите претекнати дека вие ќе не нападнете и ние немаме време да стиснеме на копчето, системот сам ќе ви врати и ќе препознае и тој шум веќе го сега. Операционализација на овие муавети, пак ќе кажам, тоа не е потврдена информација, за да не излезе дека шириме дезинформација, не е потврдена. Ова се само гласини кои што се шират. Операционализација е индикатор кој што може да биде, не мора да значи, е стравот кој што норвежаните исто така минатиот викенд го кажаа, а тоа е дека за прв пат од студената војна руската флота почнала да маневрира со нуклеарни боеви глави. Има уште еден момент, се извинувам, во Русија се чини како да има две струи. Едната се разбира председателот Путин, кој што во начинот на кој што се изјаснува околу проблемот со западниот свет, не само со Украина, горе долу внимателен, а вториот е околу парничниот председател Дмитрий Медведев, кој што е агресивен во изјавите. Тој не само што користи термини за западните политичари како за често пати вели глупаци, изроди и така натаму, туку и многу поагресивно оди во онаа реторика дека луѓе сватете, Русија ако изгуби, Русија ќе употреби нуклеарно оружје и светов ќе оди во поѓаволите. Лично мислам дека они се еден табор, искрено тоа го мислам. Особено ова ќе ви кажам зашто тоа го мислам, затоа што генерален проблем кој што ако се сеќавате некаде април-мај тргна една кампања на think танкови кои што правеа сценарија дека Русија ќе може однатре да се распадне. Па излегува со Путин дека е болен, па излегува дека ќе има опозиција така натаму. Па и дека Чеченија ќе излезе, сета оваа приказна еродираше кога сватија дека не може да најдат сврзно ткиво во руската опозиција, која дури е и во диаспората, да ја осуди во Украина. Значи они имаат проблем со Путин, ама немаат проблем со ова што го прави он во Украина.
Ако ме разбирате сега што сакам да кажам. Значи менталниот склоп на Русија, на руската култура, тоа е онаа пораката што началникот на генералштабот на Полска сакаше да ја прати, е дека прво Русија се чувствува поразена и дека ова е шанса Русија да се врати назад од поразен и да го врати угледот, перцепцијата за чувството, колку и да изгледа тоа апстрактно како што американците и западната цивилизација има, дека они се доминантни и во секој дека другите се second class citizens. И дека се склучителни, да. Така е, дека се склучителни, exception. Така е. Ова е сега руската култура. И затоа реков пораката на председателите значи е многу на високо рамниште и таа е ехо на рифтот, на судирот во кој што доправа ќе го видиме. Целата оваа приказна сега ние зборуваме, внимавате само за еден од тие актери, од тие големи гиганти во тој предизвикувачки контекст на тие ревизионисти, тоа е Русија. За Кина доправо треба да се збори, во кој што сега гледате кинезиве се обидуваат пиететно да наметнат еден мировен предлог, мировен договор. Сега треба да излезе. Мислам дека е веќе готов и мислам дека е веќе осуден на пропаст, затоа што, пак ќе кажам, лани ова време, значи 4 февруари, кога беше комуникето заеднички, која излегува, Путин и Кси рекоа, постојат повеќе демократии, ние не се согласуваме со либерално-демократската демократија, која што се обидува либералните вредности да ги прикаже како универзални светски вредности. И ние не се согласуваме со тоа. Па и објективно не се. Ако ми дозволите во контекст на ова што го зборувате сега околу улогата на Кина, пред неколку дена имам изјава на високи западни представници кои што отворено јавно кажа дека се плашат од кинеската поддршка на Русија и тоа вако мене ми делуваше недипломатски, но откако вчера видовме дека официјална Кина, се ќе прочитам тука една изјава, ќе ја преведам ако можам во живо. Кина најавува дека е подготвена да се обедини со руските сили за цврста одбрана на националните интереси на двете земји. Ова е прва ваква изјава од почетокот на украинската криза, каде што Кина, и ова е изјава на официјален Пекинг, на Министерството на надворешни работи, која што укажува дека Кина практично е можно да се повлече од тој статус кво во однос на улогата на Русија во Украина. Тоа е тоа што го читам по социјалните мрежи и медиумите. Но дали воопшто е неутрална Кина, веројатно во ова прашање, затоа што Кина и Русија во последниве 10 на 15 години развија еден многу сериозен однос, не само економски, и сега го гледаме ова горно што го спомнува министерот за надворешни работи на Кина беше во Москва, се виде со Лавров, каде што ја даде таа изјава, сега се очекува да дојде и кинескиот председател. Драган, ова е нова изјава на шеф на, да речеме, на Совет за надворешна политика на Кина. Ова е најнова изјава, која што вели дека заедно ќе се борат против. Многу е важно, имено сакам да го дополнам Горан, затоа што американците постојано одат на варијантата Кина може да има добри односи со Русија, меѓутоа давање на оружје, помагање на војната на Русија против Украина ќе значи судир меѓу западниот свет и Кина. Дали Кина може да се го дозволи тоа? Судирот во конфликт, ако сметаме, значи изолирано од ова со како сили, како ги мерите како сили, Кина е се уште инфериорна во тој дел и она го знае тоа добро, заради тоа, ако се сеќавате и она демонстрација, тој пркос кој што го покажа Пелоси со посетата во Тајван, овие мора да чекат да ги одложат почетокот. Лета со авионите и толку. Во ред не мора да ги почетокот на вежбите ги одложија, не почнаа со вежбите додека она се прошеше таму, така. Сега они го знаат тоа, меѓутоа пак ќе кажам, условите се сега променуваат. Русија не клекна, напротив Русија врзува голем потенцијал, голема енергија у која што не е јасно дали Западот со десеткувана Европа, ова е десеткувана Америка која ќе мора да се фокусира дајде да кажеме 80, 70 до 80% да ги стави капацитетите за Пацификот, дали ќе може да одговори на она што треба да се одговори на Русија. И тука е сега Трамп кој што влага, и тоа е таа ранливост на либерализмот, кој што влага и вика јас имам решение за тоа. Имам решение за мир, во кој повторно ќе ја пратим Америка и во кој благосостојбата, благодетите, приматот, нашиот бизнис, кој што е заканет од Кина и таа доминација, ќе ви го решим. Дали тоа е наивно? И колку ќе дозе, затоа што, пазете сега, ова е багаж кој што Русија ќе треба да го испорача после на Кина. Ако ја добива сега поддршката, ја добива веќе поддршката, колку и да звучи тоа во некакви си, да кажеме, умерени дипломатски речници и вокабулари дека Кина беше воздржана, не беше воздржана. Сите им е јасно дека таа даде поддршка на
на овој како се вика, да, они имаа некои изјави дека се за цела територија, ама тоа се однесува заради нивната територија, нивната да. филозофија на територија. И Вучич кажа дека Украина е како се вика територија, односно Донбас и ова се територија на Украина. Да. Заради Добро, меѓународните односи не постои братство и единство, постојат само интереси, се се разбира. согласувам. Значи, да, меѓутоа, како што кажа и Горан, ова е веќе заострувена риториката, односно јакнење на сигналите. Тие сега таа не е во вакуум дадена. Таа следи после најавата на новиот пакет мерки на санкции кои што треба САД да ги приведе према Кина во однос на чип технологијата и во однос на производството, односно санкциите кои што треба да ја таргетираат Кина или да и го скратат изворот на ресурси. Бидејќи едно е јасно, Кина и требаат ресурси и тие ресурси може да ги добие само од надвор. Ги нема кај неа во дома. Тоа е главниот проблем на Кина, да. За да може да продолжи да го прави. Она што Кина го има, а и фали на западната цивилизација во однос на оваа трка е supply chainот кој што Кина го има, ефтината работна сила и ланецот на логистички кој што може тоа да го поддржи. Тука сега најверојатно ќе се купува време за да може тоа да се или диверзифицира или да се компензира тој надоместок. Иако Кина тврди дека дел од таа супериорна технологија, вештачка интелигенција и така натаму, ќе можат да ја постигнат и со, односно ќе развијат концепти и алгоритми кои што ќе работат на таа трета генерација на чипови кои што ќе може да го поддржат. Дали е така или не ќе треба да видиме. Добро, моментот со овие балоните, чисто како една дистракција, каква беше таа представа со балоните што најпрво се појавија над Америка, потоа Кина тврдеше дека и на незина територија се појавија, ги уриваа со американците со F-22, тоа беше цела една еден спектакл. Балонот како технологија е интересен сам по себе заради тоа што он пополнува еден вакуум простор кој што се појавил во развојот на технологиите. Едното е радарскиот систем, другите е сателитските системи. И останува еден простор во спектарот на воздухот кај што всушност во кој што го користат балоните, кај што авионите или другите летала не може да летаат заради физички како се вика капацитети. Нема таков капацитет кој што може да лета во таков простор. И сега балонот го пополнува тој дел, е хелиумот кој што може да лета и кој што всушност да кажеме се користел и од страна на американците, они веќе имаат развиено, Пентагон ги има инкорпорирано, бидејќи пополнува еден простор кој што сателитите не може да ви го дадат. Од друга страна е многу малку ранлив, заради тоа што многу малку системи може да го бутнат. Значи, ќе мора да користите вие балистичка муниција, за да можете да го срушите. За да го срушите тој балон со мали куршуми или дупки, таа балистичка муниција која што ќе може да го направи за да биде прецизна, не му може ништо бидејќи хелиумот и да го пробушите, ќе може да се одржи да лебди извесен период, односно безбедно да може да се обира податци. Од друга страна е убава платформа на која што може и да ставите експлозив, да носи товар, но и да издржи извесен период скоро колку сателитите и да ви го собере податокот кој што пример преку сателит не би можеле да го добиете. И американците во целиот тој хаос, морам да додеме на реклами, само да го кажам, навлегува дури Пентагон отиде дека не се сигурни дали е екстратерестријал, односно нешто од некоја цивилизација која што доаѓа можеби од страна, оставија неодговорно, не рекоа така, меѓутоа отидоа на варијанта дека можеби е нешто, напросто не сакаат да признаат со кого точно имаат работа. Или не сакаат да признаат, или навистина немаат идентификација за тоа што морале да реагираат, бидејќи се создаде наплив. Републиканците толку многу го стиснаа Бајден, во кој што нели излегува информации, па и за време на Трамп имаше вако, па они демонтираа и така натаму. Значи тоа стана препукување или извор за препукување за внатрешен план, односно трка по гласачи. Така да заради тоа Пентагон излезе и кажа не сме сигурни што е ова, бидејќи навистина не беа сигурни, они имаат капацитет да го срушат, ама не знаат што сруши. Особено што доколку навистина чинел $200, а беше урната со муниција од $400,000, Поразително со F-22, особено што за Америка не е навикната да има на своја територија проблем. Не само муниција, рачунете колку ќе кошта еден борбен лет на тој, значи рачунете го пилотот, рачунете го одржувањето, рачунете го горивото, рачунете го целиот систем амортизација, значи многу повеќе кошта од само $200,000. Овдека мора да побараме кратка пауза реклами, за да разговараме со професорот Методи Хаџијанов. Свраќаме по рекламите. Продолжуваме со вториот дел од Заспи ако можеш, вечерва со професорот Методи Хаџијанов, разговараме малку за геополитика, веројатно најкомпликувана тема, меѓутоа затоа да кустите секако многу интересна. Професоре, последниве денови беше многу актуелна и ситуацијата околу
Молдавија, конкретно околу областа Транснистрија, каде што се наоѓаат руски мировни трупи веќе 30 на години, тоа е една одвоена област од Молдавија. Интересно, новиот молдавски премиер побара руските трупи да се повлечат и потоа таа област да се демилитаризира, нешто што повеќе од јасно русите нема да го дозволат. Од друга страна, за тие што не знаат, оваа област се наоѓа на границата на Украина, па сега последниве 2 дена гледаме раздвижување на украинската армија во близина на оваа територија и една условно кажана претпоставка дека Украина би можела да ризикува заедно со Молдавија можеби да удрат токму на овој регион каде што се наоѓаат најголемите резерви, односно најголемите магазини со муниција во постсоветските територии воопшто, освен во Русија се разбира, во овој дел на Европа. Значи, дали можеме да зборуваме за ново жариште во конфликтот или повеќе е само нека патка? Па знаете што има сега, конфликтот е толку непредвидлив и ова што го изнесовте е легитимна цел за украинците, доколку сакаат да го намалат притисокот во Бахмут, доколку сакаат да пренесат тежишти и така натаму. Лесно би ги заробиле веројатно руските војници што се тамо. Треба да видиме што значи тоа, затоа што се уште еден елемент кој што не е покриен, а е на стендбај е руската флота, која што засега некако молчи, после нели оние скандалозни потопувања и така Москва натаму, особено, да. и така натаму, за кои што не знаеме што, затоа што пазете, казната која што ќе следи после тоа може да биде лоша и во тој случај може да она attrition стратегија да ја ескалираат. Тоа значи дека после тоа како што беше казната со покритична инфраструктура за мостот, нели? За Кримскиот мост, за кризата, значи Русија ќе има аргумент со кој што ќе каже дека ова ќе биде сега punishment или казнување за сета таа работа. Факт е дека украинците постојат раздвижувања таму, факт е дека и молдавците го рекоа тоа, меѓутоа факт е и дека тоа е ризик кој што најверојатно ќе треба да оди малку поинаков калкулус и без западните, овие како се вика експерти да дадат амин таму, тешко е дека тоа ќе може на своја рака да го направат. Само да додадем, ако ми дозволите, дека едно од сценаријата зошто се прави раздвижување на украинската армија и подготовка и на молдавските сили за некаква блокада на руските сили таму е тоа што во едно сценаријата Русија планира да го освои најблискиот аеродром таму со цел да пенетрира Кишинев, да. Да, Кишинев, за да може да пренесе собствена нели војска и опрема за заобиколување на Одеса и така натаму по другите крајеви на Украина. Работата е во тоа што сакам да се вратам претходно, Молдавија во игра овде, не е членка на НАТО, ни на Европска унија, и прашањето е дали доколку се прелие конфликтот во Молдавија, дали тогаш има некаква поинаква стратегија на западните сили. Молдавија, рековме, не е членка на НАТО, нема зошто да интервенира. Но Романија и Молдавија се речиси близначки држави, молдавците и романтите се речиси ист народ. Па тој ме прашањето, ако влезе Романија да ја поддржи Молдавија, иако тамо се половина, Драган, па тие што не се проруси, тие се пророманци. Има и едно население кое што се туркмени, кои што се страшно изразито проруски, а тие се во тој дел, како се вика, во Транснистрија, да. И сега внимавајте, ако Романија тешко дека ќе влезе сама да ја брани Молдавија, без Амин од САД се разбира. Да, без не само Амин, без одлука на НАТО да влезе во таков конфликт. Меѓутоа тогаш тоа ќе значи дека аргументите за тоа дека Путин ќе ескалира надвор од Украина ќе бидат релевантни. За сега Путин барем не сака да види таква, како се вика, таква политика, затоа што да води таква политика според мене, затоа што сега него добро му оди. Се поголем е бројот на земји во светот кои што велат ние не сме за војна таму, меѓутоа давањето оружје на Украина е долевање на масло на. И сега тоа создаде многу комотна позиција за него. Зборам и кога ќе седне во Обединетите нации, че они гласаа со, меѓутоа значи на пример, имате еден куп земји кои што гласаа за осуда на Русија, но сега се воздржани за тоа колку треба се дава оружје и муниција во Украина, бидејќи они сметаат дека тоа е надвор од се она што либералната демократија зборуваше, а тоа е дека на војната, нели, долевање на војната, туку дека треба се даде шанса на диалогот. Што значи тој диалог, веќе сами по себе знаеме дека еве Кина го нуди. Никој не го прифати. Не, Европа, најверојатно можеби Русија ќе го прифати, меѓутоа Европа веќе однапред истрчаа некои дипломати да кажат дека тоа е неприфатливо, бидејќи тоа е од кинеска перспектива. Жозеф Борел вели не може да има мир додека
Русија не биде поразена на војното поле и додека Украина не добие поповолни позиции. Тоа го тврди Аналена Бербок, тоа го тврди, не знам, па дури и Макрон, иако тој е повнимателен. Ова е сето многу битно затоа што апропо изјавата на израелскиот министер кој што потврди дека во март лани имало договор, веќе го постигнале, меѓутоа Украина се повлекла под притисок, да. Тоа треба да го знаеме дека дури и да има во Советот на безбедност на Обединетите нации да донесе одлука дека треба мир да има, прашање на Украина, бидејќи тоа е право на самоодбрана. Тоа е едно екзистенцијално право во рамките на повелбата на Обединетите нации. Прашање на Украина дали ќе го прифати тоа. А тие велат ние ќе се бориме за нашата земја. Тоа е реториката на сегашното водство во Украина во кој што велат дека Русија надвор од украинска територија. Тоа значи надвор од Донбас и надвор од Крим. И надвор од Крим. Да. И сега клучното прашање, многу се зборуваше овој период дека Русија подготвува огромна една офанзива, нели има 300.000 војници мобилизирани, велат дека се всушност и многу повеќе од 300.000. Украинскиот генералштаб рече дека во овој момент има околу 600 до 700 руски авиони во околината на Украина, најмалку 400 хеликоптери, значи една огромна машинерија која се подготвува за офанзива, која што би требало да започне токму од прилика во овој период кога е годишнината од почетокот на војната операција. Меѓутоа засега на местото на злосторот би рекол, освен во Бахмут каде што има интензивни битки, има во Запорожје еден дел и горе на линија во Харков, не се гледа некоја изразита нова офанзива, него повеќе работите се како што беа до сега. Постојат две теории за кои што го велите. Едната е дека во суштина ќе ја напумпаат работава со информации, а сакат да купат време, да чекат до 2024 година за да не трошат и ресурси и капацитети едно друго, бидејќи знаат дека крајот го вида ако се случи 2024 година промена во американски претпоставката таа дека ќе се случи промена во председателските така кој што би ја сопрел подхранувањето на Трамп на власт. Така, ако е тоа точно. И тоа е едната теорија. Втората теорија е дека во суштина вие за да подготвите такава офанзива ви треба малку повеќе време. Не е само да ги доведете силите, туку е потребно да синхронизирате еден куп други работи во кои што сега можеби се преговара, се види каква улогата ќе биде на Белорусија, бидејќи тој ќе отвори сосема нов фронт и една нова приказна. Многу е слично со Аушвиц ситуацијата која што произлезе сега договора дека Белорусија всушност до 2028 година треба да се интегрира со Русија. Ако е тоа точно. Австрија и Германија пред Втората светска војна. Дали така ќе биде или не треба да видиме, бидејќи фрикцијата на војната е таа кој што има многу непознаници, а Путин до сега вешто се покажа дека е најнепредвидлив. Значи многу тешко може да го предвидите што нели ќе овој како се вика ќе пристапи, како ќе направи, што ќе направи и има индикатори дека се спрема офанзива, например ставањето на началникот на генералштабот на руската војска, смената на овој како се вика Суровкин со Герасимов, така со него, значи он сака да стави подпис на тоа дека јас го освојувам. Меѓутоа можеби и нема да видиме онаква масовна офанзива од типот на Втора светска војна, Сталинградска битка која што ќе биде, него ќе биде етапно зимање и трошење можеби на условно, ајде сега колку и да е нехумано на олошот кој што си го земаат преку Вагнер групата и така натаму и така натаму. Тука има често пати и платеници и криминалци кои се ослободуваат од затвори, значи во кој што всушност они едноставно се спремни да дадат повторено принципот на масовност во ресурси и во човечки капитал. Конечно, од ова што го зборувате, често пати сме го заклучували јас и Горан во емисиите, не се покажува дека во скора еднина ќе има таму мир. Јас сметам дека нема, значи не гледам, значи влоговите ги ставија многу високо едната и другата страна. Значи ендгеймот за Америка и Русија надвор од таму, ендгеймот за Русија е да падне режимот на Зеленски. Тоа е тука има мал сомнеш дали е тоа навистина така. Јас од ова што го гледам, што го читам, се мислам дека на Русија одговара на Зеленски, кој што објективно има вака се еден имидж направено последнава година дена, меѓутоа не може да го избрише тоа што претходно бил комедијант, не знам, го гледавме гол како свири на гитара на шоува, една личност која што е во најмала рака контроверзна и која што ми се чини дека на Русија одговара кога зборува за сериозна политика на највисоките светски форуми. Држи тезата во бидејќи целиот наратив го градат на име на исмевање, на иронија на овој како се вика со кој што всушност кажуваат со кого Русија има нели работа. Од друга страна, факт е дека он успеа да ги мобилизира силите во Украина и да кажеме на онаа претпоставка руска од почетокот дека ќе има Русија Украина сериозен проблем
со корупција и со раздвојување на, да кажеме, на коалицијата на единството, не успеа. Успеа маестрално да смени неколку луѓе кои што беа обвинувани за корупција. Беа обвинувани за корупција и така натаму. И треба пак ќе кажам, треба да видиме, иако држи ова теза која што е велите, затоа што тоа е подхранување за Путин. Во крајна линија мислам дека веќе него интересира овој, како се вика, Зеленски, туку му е во крајна линија него да он ги освои овие територии, да го забетонира и да го започне инженерингот, и токму тоа му беше говорот, иако голем дел од западните think tankoви го осудили, го исмеваа. Социјалните пакети кои што он ги нуди во суштина е всушност стимул за луѓето од оние заборавени пакети на Русија да им понуди разни башкири, не знам. Точно, да им понуди нова територија во која што всушност ќе го гради новиот така наречен тој интегритет на таа нова Русија, за кој што руски свет. нов руски свет. Што многу прашања имаме, но немаме Многу време. прашања имаме, за жал нема време во една емисија. Професор Методи Хаџанови, благодариме за гостувањето, сигурни сме дека нема да биде последно. Благодарам и на вас. Да. Поштовани гледачи, тоа беше се за вечера. Верувам дека сте задоволни. Ќе имаме и повторно прилика да разговараме на овие теми. Утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија, а утре вечер во 22:30 повторно ви се јавуваме јас и Горан Момировски. Имајте пријатна ноќ.